Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: како функционираат тајните служби. Некаде на крајот на 80-тите години Македонија треси таа голема афера со осумината. Во тој временски период се руши комунизмот не само Македонија, туку на просторот на поранешна СФР Југославија и на просторот на источниот лагер. Тогаш доаѓа додаден конфликт на тие политички елити во рамки на Република Македонија. Така се јавува и случајот со осумината. Персонификација на тој случај е Павле Трајанов, кој денес е дел од владината коалиција, Слобода Богојски, кој е осуден на 3-годишна затворска казна, Александар Диневски, кој исто така е осуден на затворска казна во таа операција Шпион. Всушност постојат мноштво контраверзи и мноштво размислување зошто доаѓа до тој случај со осумината, што за тоа вели Павле Трајанов. Колку се мокни всушност службите? Има ли вистина во тие приказни дека де факто службите владаат со една држава? Па не, службите се мокни само во тоталитарните држави, кои што не се контролирани, немаат цивилна контрола, кои што се во функција практично ставени на поединци. Тие веројатно извршуваат функции за заштита на државата или за собирање информации од воена, политичка, економска природа од странство или внатре ги следат состојбите, но секаде во сите демократски развиени држави тие се сепак под контрола. Инаку, генерално гледано, овие служби никаде не можат до крај да бидат контролирани. И покрај тоа што има напори, цивилна контрола, парламентарна, но тие се несуштински контроли. Тие работат по одредени правила и зависи од демократскиот капацитет на министерот, на директорите или на шефовите на тајните служби, дали тие служби работат во функција на заштита на основните човекови права, работат во за интересите на државата или пак работат надвор од тие основни постулати што се за службите, или се само во функција на поединец да зајакне моќта на владење. Вие поминувавте не еден процес кој што овој сега. Пуч или обид за пуч или државен удар некаде пред 25 години, 26 години на група на 8 луѓе од Министерството за внатрешни работи или тогашниот секретаријат за внатрешни работи бевте обвинати за обид за правење пуч, именување на тогашната влада на Глигорije Гоговски. Значи, тоа време беше време на еднопартиски систем, кога Сојузот на комунистите беа на власт и тогаш овие служби, посебно службата за државна безбедност, беше во функција на партијата. Тоа беше најсилниот апарат за компрометација, за дискредитација или за елиминација на луѓето. Така да, во тоа време, навистина, започнаа процеси насекаде во Европа, зборам во комунистичките држави, и мислам дека не можеме тие состојби тама, тие настани ги споредуваме со било што покасно се случило. Ние направивме тогаш своевиден тешка квалификација, обид за пуч. Или обид таква за одредена рекомпонирање на власта. Имаше дека загрозуваме националната безбедност. Тоа беше главно со нашите действување, меѓутоа што е разликата? Значи, нашите настапи тогаш беа јавни, значи на низ самоуправните органи и тела, низ партиската активност, преку пресконференции, немаше конспирација. Значи, ние сметаме дека има големи деформации во функционирањето на системот во Република Македонија, дека сите потенцијални непријатели, тие што беа определени за повеќе партиски систем, за за граѓанско општество или така наречена граѓанска десница, сите беа под контрола и према сите беа се преземаа мерки за дискредитација, дисквалификација, дури имаше монтирани судски процеси. И сметаме дека ако ја најавиме таа демократска пролет преку настапи во јавноста, дека ќе се променат работите. И практично не само осумината. Ние бевме одбрани осумина да бидеме елиминирани од Министерството за внатрешни работи. 99% од припадниците на МВР, освен еден мал состав кој беше под директна контрола
на Лазар Кулишевски и Јован Трапеновски, сите ни стаа партиска активност ги поддржаа нашите активности. Така да ние практично во еден најхиерархиски подреден орган, систем, направивме своевидна револуција. Двајца од тие од осомината сега се во затвор. Едното е опсен во аферата Шпион, Александар Диневски, и Слободан Богоевски, поранешниот шеф на тајната полиција, исто така на одлежување на затворска казна, ако не се лажам, во трајање од 3 години. Тога спасивте глава, ама сега двајца од нив ви се во затвор. Па мислам дека тоа што го направивме тогаш, во тоа време, така наречените луѓето од Водно, значи не може да се померат, дека внатре во МВР најпроверените луѓе дигнаа бунт против Сојузот на комунистите, против еднопартискиот систем. И мислам дека тие сега нивни приврзаници најделе друг начин прават се осумината да ги дотолчат преку разни линии и влијанија. Уште дека и тоа, ако не тие тоа луѓе кажува дека тие луѓе имат внуци и синови, тие луѓе дека имат големи позиции сега во актуелните партии што се на власт. Мислите дека тоа воднинско лоби е инфилтрирано се уште овие мокни партии па или во власта? Моите проценки се тоа сосема јавно го кажувам дека како сенката од Водно и натаму да има обид да се пресмета со сите оние што тогаш јавно проговоривме за начинот на владење на Водно, а тие што беа елитата во Сојузот на комунистите кои што беа распоредени на секаде и во судот и во извршната власт. И мислам дека ако не беше плурализмот 90-тите години, дека ние ќе претрпиме тешки последици. Сосема е јавно дека тогаш во таа работна група која што ја водеше Михајло Маневски, дека еден од членот таа работна група предлагал према осумината да се преземат посебни мерки, да се примени една најтешка мерка електрон изолација и после тоа ликвидација на осумината за да не се повтори таква состојба во државата. Сега, значи, да прецизираме Михајло Маневски, кој подоцна станал министер за правда од 2006 некаде до 2011 година. Беше и нели прв човек на ова антикорупцијската комисија. Тој ја води таа група против вас? Да, тој ја водише групата заедно со Тито Беличанец и уште неколку други таму. Тоа беше работна група за преиспитување на состојбите во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. Поранешниот шеф на македонските тајни служби Слободан Богоевски, кој сега одлежува 3-годишна затворска казна, во неколку своји интервјуа кажуваше дека првата експертска влада на Никола Клюсев е така формирана што немалку 5 до 6 од министрите биле на линија или биле соработници на поранешното воено разузнавање или КОС на војската на СФР Југославија. Овие приказни за службите се вечни. Дали се тоа фама или се вистини вие сте биле дел од таа извршна власт, сте били министер за правда, сте можеле да видите како тоа функционира, што се вели и од таа страна на завесата. Фама или вистина е таа приказна или тие приказни околу таа мокна на службите? Па вистината е негде во средина, значи се прави фама во јавноста често пати, но има и вистина дека тој што располага со информации всушност ја има и моќта и може да владе, односно да управува со политичките процеси во земјата. Например, дел од тие поранешни шефови на македонските служби, кои се сега во затвор, господин Богоевски, имаше во неколку наврати дадено одредени изјави дека првата експертска влада кај што е и ПДП била всушност влада формирана од Белград, дека таму биле барем едно 6 министри, луѓе кои биле на списковите на КОС или на таа воена служба. Што е од тоа може да биде точно според вас, бидејќи сепак се тоа тешки квалификации, ако службите може да формират една влада, може да направат се што сака тогаш во државата? Првата влада во Македонија е експертската влада и во таа влада ПДП не учествуваше политички активно, значи само се согласи да ја поддржи таа влада колку да се конституира со неколку министри, за кои точно е дека ПДП даде согласност
во процесот. Богоевски имаше неколку или серија на интервјуи кај што велеше дека првата експертска влада на Клюсев е формирана така што најмалку 5 или 6 членови на таа влада биле под контрола на поранешниот КОС или војното разузнавање на поранешна СФР Југославија. Никој тоа го немаше демантирано, Богоевски тоа упорно го кажуваше, заврши тамо кај што заврши. Ке прозборите вие нешто на таа тема, биле ли 5 или 6 луѓе по таа влада представници или под контрола на КОС или не биле? Јас бев подсекретар или сега модерно директор на службата за јавна безбедност. Никош не сум ги проверувал, покасно и министер за внатрешни работи, никош не сум ги проверувал досијата на тие луѓе што биле дел од владата во тоа време. Така да не можам да потврдам, а исто така било каква презентирање јавна информација се коси со закона за лустрација кој што прети тамо висока казна затворска и сега мислам дека и професионалноста да речеме кај сите нас не обврзува сепак за тие работи јавно да не зборуваме. Така да ќе оставам комисијата за лустрација тогаш кога ќе се смени власта, кога ќе биде некоја друга партија, нека ги провери и кадрите на ВМРО ДПМН во една легална процедура, што ќе излезе ќе видиме тогаш. Тоа штипско лоби го носи Киро Глигоров на власт 90-91 година, а Киро Глигоров и повторно штипското лоби го носат Никола Груевски начело на ВМРО 2003 година, подоцна 2006 година станал премиер на Македонија. Значи штипјани даваат во овие 22-3 години неколку клучни функции. Значи Киро Глигоров прв председател, штипското лоби си ова лоби што го викаат на умов си прават своја игранка, филозофија, историја своја. Киро Глигоров дојде по сугестија на високи, многу високи југословенски извори. Во Македонија. Во Македонија. Анте Марковиќ? Анте Марковиќ не стави примедба. Значи покрупни од Анте Марковиќ? Посилни политички од Анте Марковиќ. Посилни, Слободан Милошевиќ, кој друг? Па имаше и другија и он. Така, тоа беше варијантата. Така, да дојде Киро Глигоров. Да, Киро ако немаше и такви сугестии, он немаше ни да дојде, бидејќи не можеше се надева овде и во СКМ беа поделени силите, а нарасна и ВМРО, така да не е точно тоа дека македонци овде претходно одлучили. Се разбира, ние одлучивме, ние го избравме Киро. Киро прво пропадна. Беше 60... На 19 јануари му пропадна. Беше 60-60, нели, отприлик. 60-60 беше поделено, или да, 50-50 во парламентот, пола-пола беше. 60 беа за, 37 беа против, а 23 немаше ништо од голи ливчиња, бели ливчиња беа, од албанците тоа беше. И дури Стојан Андов имаше неколку интервјуа, кај што конкретно и за Глигоров велеше дека е донесен да биде председател на Република Македонија по налог или по интерес или по желба на одредени структури во Белград. Јас директно го прашав дали мислите на Анте Марковиќ, бидејќи нели постојано се велеше дека Киро Глигоров е главниот советник на Анте Марковиќ, неговиот одговор беше многу повисок од Анте Марковиќ. Повисок од Анте Марковиќ тогаш беше Милошевиќ. Имавте ли такви некои информации? Не, Киро Глигоров го донесува Петар Гошев и Тито Петковски. Не знам кој имаше поголема заслуга во носењето, но мислам дека иницијативата дојде од Тито Петковски, колку што ја знам, и така го донесува во Македонија. Како се случува атентатот врз Јордан Мјалков, тогаш министер за внатрешни работи на владата на Република Македонија, дали е се чисто и кој би можел да стои позади тој атентат? Бели српските служби, бели македонските служби вклучени во атентатот на министерот за внатрешни работи Мјалков таа 91-92 година? Имаше многу нели шпекулации. На Грделичка клисура е тамо. Ние неколку пати сме го возеле тој пат Мјалков, да видиме дали е возможно тамо да речеме. Сите информации сме ги собирале, сите. И сега исто така, 9 години може и господин Никола Груевски, целиот негов тим,
да ги провера, да ги собере информации. Се работи за класична сообраќајна незгода. Неговиот возач таков беше по менталитет, брзо возеше, тргач на мотори и тој и натаму е жив. Значи сообраќајна незгода предизвикана поради брзо возене и обид да пристигне друго возило, дошло до судир при разминување, до мало триење и после тоа излетува автомобилот по кој што беше министер Ѓордан Мјалков и тој покасно во болницата во Брајне почина. Сите други шпекулации мислам дека се крајно неодговорни, така да околу тоа прашање можам тоа е сосема јавно да го изјавам дека се работи само за шпекулација, а за ништо друго. Атентатот на Мјалков беше класична подготовка за чистење на терен до првиот председател Киро Глигоров. Бидејќи овој му беше многу лојален и пазите, он погина пред Бојановац. Одел на состанок од владата, излегол одел на состанок со Петар Грачанин на 19 јануари, декември, на Свети Никола. А ние на 8 септември прогласивме независност. На 17 ноември го изгласавме уставот. Немавме никакви више, ама апсолутно никакви врски со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Петар Грачанин за нас беше ништо како сега што е тој министер таму како го вика Стевановиќ и како го викаат од Србија. Значи, јас знам и зашто одеа, и кај одеа, и како одеа, меѓутоа знам и како погина затоа што Миле Јанковски, Јовановски, кој го Курбла познат, кој го возеше, тој е 10 години е бил првак на Македонија у спидвеј трки. И тој беше, го донесовме ние во Удба, за да можеме да се носиме со БМВ-ци, со Рейнџер, овие Ландровери и со чуда од возила. Не можевме више да ги бркаме дипломатите и странците со фичовци и со стојадинки. Ни требаше таков еден возач и он дојде. Значи, Миле не би излетал таму на таа кривина 1000 години да вози. Значи, му беа разлабавени споните на Аудито Бело. Зашто едно Ауди се запали изгоре пред Катланово. Изгоре, на бандажи остана. Ама министерот Мјалков сакаше пак бело Ауди и бело Ауди. Имаше и така се случи тоа. И денес, почитувани гледачи, постои еден толкав прашалник кој станува збор за атентатот врз Киро Глигоров. Што за тоа или што на таа тема велат гостите во нашата емисија. Стоја ли македонските служби за атентатот на Киро Глигоров? Или стоја ли други балкански служби за атентатот на Киро Глигоров? Се уште енигма, не е разјаснето кои се тие кои били нарачатели и извршители на тој атентат. Можам да тврдам дека во македонските служби и да сакале нема капацитет на луѓе кои што би извеле еден таков терористички чин да бидат во делот на организатори и инспиратори и уште повеќе ако го земеме формалниот момент по распаѓањето на поранешната југословенска заедница во сите овие држави наследнички кои што настанаа во нивните служби немаше посебни оддели за ликвидација, за политичка ликвидација, а уште повеќе познавајќи го карактерот на тие луѓе што беа во службите, можам со сигурност да тврдам дека нема таков калибар на луѓе кои што би можеле да спроведат еден таков чин. Добро, според вас тогаш кој е тој или таа служба кој стоела за атентатот на Киро Глигоров? Па сега уште се вртат тие три, да кажеме, линии кои што ги кажуваат околу атентатот, Братиславската врска, Мултигруп и Српското војно разузнавање. Сега ако анализираме некои моменти, имаше нели еден криминалец пред еден месец, албански криминалец кој обвини владата на Сали Бериш и албанската служба дека и тие можеби стоеле за атентатот на Киро Глигоров. Не, за мене има тука два интересни моменти, да кажеме, зошто кога Киро Глигоров даваше изјава во МВР после атентатот, да кажеме, зошто до ден денеска не се земе тој изворен разговор што е воден меѓу Милошевиќ и Киро Глигоров на 2 ноември 1995 година, бидејќи тој е водено во 4 очи, и што ја кажам на таа средба до ден денеска останува енигма.
меѓу двајцата председатели и многу интересен момент е тогаш Милошевиќ на таа средба прави една отстапка од тој протокол, средбата не се одржува во владините, во председателските канцеларии во Белград, него така што е поинтересно тоа на средбата се одржува на периферијата во Белград, во воени објекти или да не кажам бункер. Тоа е значи на оној потек од Белград кон аеродромот Така, сега, дали со тоа до Бановце се вика местото. И тука се интересен момент дали со тоа сакало да се покаже, тоа е преценено од одреден тактички причини да кажеме, кој што влие врз тој говор, бидејќи тоа е моментот кога Македонија прави радикален пресврт во својата надворешна политика, буквално им кажува на Србија дека приказката е завршена со нив и се свртуваме спрема Америка. Тоа е веќе 95 година кога ЦИА го има завладено овој целиот простор на Балканот, службите регионални тука и во тој радикален пресврт најверојатно може така да биде една поидовна основа за размислување дека е можно тој атентат да кажеме тие инспиратори, организатори да доаѓаат од северна страна. Еве и Снежана Осман почина пред пола година, која беше сведок нели на тие разговори помеѓу Милошевиќ и Киро Глигоров. Таа ја составила белешката, како што кажуваат луѓето, која е подоцна доставена од државниот врв, што е разговарано нели во кратки црти на таа средба помеѓу Милошевиќ и Глигоров, меѓутоа никој ги нема видено стенограмите. Велите дека во тој воен објект во Добановци е направено да се изврши притисок, кога се сеќавате нели и кога ЈНА поранешна сакаше да изврши притисок врз председателството, исто ја правеше средбата и седницата на председателството во војните објекти. Тоа се прави од одредени тактички причини, можеби да се наметне страф према соговорниците, оти се има свое значење на тие разговори. Најбанален пример, да кажеме, на тие разговори си има значење кој кај да седи, дали е масата округла, дали е тркалезна, дали е коцкеста, што се вели, тактичко излегување од собите за време на разговори. Значи се има тоа тие техники на преговарање. Се има свое значење. Мислам дека на тие разговори Милошевиќ сака да го скрши Киро Глигоров. Па така, дури колку што мене познато, дури му е понудена варијанта доколку Македонија остане во таа скратена федерација меѓу Србија и Црна Гора, први што му е понудена функцијата председател на Киро Глигоров да биде на Сојузна република Југославија во тоа време. Али како што кажав, тоа се прави тој радикален пресврт со партнерството за мир, партнерството со НАТО, кога Македонија јасно така ги зацртал своите стратешки приоритети дека се свртува спрема Америка. Таа 94-та, 5-та, 6-та нели, кога веќе завршуваат санкциите, следува после тоа атентатот на Глигоров. До денес не разјаснето. И вие бевте министар за внатрешни работи, во ваше време нели рековте ќе се отвори процесот, па Ставре Джиков како јавен обвинител и отвори тој процес. Значи како доаѓа владите, има амбиција да го отворат тој процес и да што се има случено, остана нејасно. Денес читаме, не знам, пред еден месец дека некој албански криминалец вели дека албанските служби се вклучени. Пред 10 години се говореше за братиславска врска или за словачка врска во целата таа работа. Перманентно, значи, се памти на пресконференција на Фрчковски за Мултигруп. Илија Павлов, кој беше човек кој од 5-та, 6-та управа на бугарското разузнавање, значи зет на еден од најголемите бугарски шефови на тајните служби, КОС и српските служби нели се исто тука во целиот тој казан. Илија Павлов, ако не се лажам, дури дојде кај Киро Глигоров да му се извини, да каже дека тој не стои зад атентатот. Меѓутоа ниту една од овие големи служби не даде некој сигнал дека има информација кој стои за тој атентат. Па првичните пропусти што беа направени, претходно се собера информации за евентуална негова заштита и покасно крупните пропусти тие влијаја на текот на истрагата. Една линија никош не се провери. Тоа е спрегата на поранешни воено-разнувачки структури од Србија со соодветни структури во Република Македонија. Еден клучен момент никош не се расчисти. Има кражба во магазините на Министерството за одбрана, има експлозив кој што е користен во бомбата направена, каде што во возилото смесено експлодираше и 12 далечински проводачи. Две работи се поклопуваа. Експлозивот и користен даленски управувач за активирање на бомбата. Тоа не знам зошто не го истражувале службите во тоа време. Значи, притисок е направен да не се отвора оваа кражба на оружје, на експлозив и далечински управувач. Изгубено е драгоцено време. Така да, и тогаш кога беше
операцијата Сабија во Србија, не направиме конекција со српските служби, бидејќи се затегнаа односите помеѓу Македонија и Србија после атентатот, и никош, да речеме, Република Србија никош не ги отвори нивните информации за евентуално да дадат некој сигнал дали дел од тие структури за кои што сега зборувам биле инволвирани во организацијата извршување на атентатот над председател Киро Глигоров. Таа линија никош не се провери и никош не се воспостави таа битна соработка помеѓу Македонија и Србија во тој дел. Тука две работи. Знаете, јас Исо Џинџич, покоен тогашен премиер, кој доаѓа после таа операција 5 октомври паѓањето на Милошевиќ, а операцијата Сабија после неговиот атентат или атентатот врз Зоран Џинџич, па и нису они прв министар, но на техничка влада, сегашен адвокат Прелевич разговара, велат немало индици тамо. Не верувам дека баш и немало индици, меѓутоа тоа беше нивното официјално тврдење. Но тука, во тој период кога атентатот на Глигоров, многу брзо е атентатот на Шеварнадзе. Значи, председателот на Грузија, поранешен министар за надворешни работи или еден од најмокните играчи на Советскиот сојуз, на исти начин извршен атентат со автомобил бомба, исти ракопис со атентатот на Киро Глигоров. Стоп дека И таму исто спомнува руско-српска некоја варијанта на служби српски вклучени во тој атентат на Шеварнадзе. че Република Македонија не имала никакви контакти со руски служби. Контактите дали на ниво на Југославија, Србија покасно ги држале со КГБ, со разузнавачките служби на Русија, тоа не ми е познато. И не можеме да направам таква врска помеѓу тоа што се случи во Македонија и во Русија. Но тоа знам дека не се расчистуваше ова линија која што беше посочувана повеќе пати, значи структури на поранешни припадници на воено разузнавачките служби на Србија поврзани со одредени структури во Македонија, вклучително со некаква логистика политичка од политичкиот врв во Македонија. Тие работи никош не се расчисти докрај. Вие кажувате дека всушност македонските служби, македонското министерство за внатрешни работи воопшто и не водело истрага после тој атентат врз Киро Глигоров, дека е лажен Глигоров, дека се прават опсежни анализи и истраги околу тоа кој стои зад атентатот, но дека вистината е малку поинаква. Па во такви случаи се заведуваат оперативни акции за такви интересни настани. Тоа е се заведува заради конкретни податоци. Например, ова шпион, пуч, заради конкретни податоци во кои што се вклучуваат поголем број на агенти на тајната полиција и со поширока примена на оперативно-технички средства и методи, со цел да се расветли тој настан. И сите тие, да кажеме, како што кажавте, добиваат своји кодни имиња. За Киро Глигоров, за обидот за атентат, таа акција носи назвав автомобил. И тоа значи дека сите сознанија што се добиваат се слеваат во таа оперативна акција и се прават тие анализи, проекции за понатамошно действување. И сега, ако видите вие на секој 3 октомври, по повод годишнината од атентатот, до сега сите министри за внатрешни издигуваат и кажуваат, повторуваат таа реченица, истрагата трае, е отворена. Но ние во 2010 година во партијата наша, Народно движење за Македонија, добивме еден документ од Службата за државна безбедност, од еден така таму патриотски настроени вработени, и бевме шокирани кога видовме дека таа акција автомобил фактички од 99 година не постои повеќе во рамките на Министерството за внатрешни работи. Е дерегистрирана. Тоа значи дека повеќе не е интересен настанот. И од тука сега значи ние сме вчудновени од тие подземни игри што ги прават сите министри досега за внатрешни работи, фактички ја лажат, ја манипулираат македонската јавност, а го лажели Киро Глигоров цело време дека акцијата е отворена. Добро, зошто го прават тоа? Не сака да има одредени ефекти или одредени сознања од истрагата. Некој им кажал тоа да го затворат, бидејќи се сменија влади и влади сега да бидеме фер. Факт е дека и влада на ВМРО, пак влада на ВМРО. Доколку акцијата повеќе не постои, се е оставена на случајноста. Значи некој не ќе да открие кој е всушност нарачател и извршител. Се на случајноста. Значи нема синхронизирано, систематско и организирано работење на случајот, како што е со оперативната акција. Значи сега се е оставено на случајност, некој случајно да го открие атентатот, да дојде некоја информација и да пренесе во МВР. А додека, како што кажав, додека функционира акцијата, тоа си има едно синхронизирано и систематско делување на соодветните служби во Министерството за внатрешни работи. Али тоа, како што кажав, е укинато и ние од тие причини сметавме дека тоа е еден греф према Киро Глигоров, го лаже човекот беше повозрастен човек во длабока старост
И ние од тие причини во 2010 година, октомври месец, му го доставивме тој документ и човекот беше во неговиот кабинет како поранешен председател и човекот едноставно беше фрапиран кога го виде тоа дека фактички нашите служби не работат на откривање на атентатот и затоа ние ден денес уште не ги знаеме мотивите, камоли пак нарачителите. Тука правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме за вториот дел на емисијата на тема како функционираат тајните служби. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центарна Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: како функционираат тајните служби. Некаде на крајот на 80-тите години Македонија треси таа голема афера со осумината. Во тој временски период се руши комунизмот не само Македонија, туку на просторот на поранешна СФР Југославија и на просторот на источниот лагер. Тогаш доаѓа до одреден конфликт на тие политички елити во рамки на Република Македонија. Така се јавува и случајот со осумината. Персонификација на тој случај е Павле Трајанов, кој денес е дел од владината коалиција, Слобода Богојски, кој е осуден на 3-годишна затворска казна, Александар Диневски, кој исто така е осуден на затворска казна во таа операција Шпион. Всушност постојат мноштво контраверзи. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центарна Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: како функционираат тајните служби.
некаде за финансиски или каков друг криминал, а еден од нив кој е на линија од војното разузнавање е во операцијата Шпион исто така осуден на затворска казна. Па ја во контекст на Грилакис во нашите тука актуелни случувања можам да кажам моје мислење врз основа на службени белешки што сум имал прилика да ги видам во Министерството за внатрешни работи. Например, врз основа на тие 3 службени белешки од јануари, февруари и јуни 1993 година, таму може да се види дека представници од Македонската служба за државна безбедност и од Грчката служба за државна безбедност во тој период имат остварено тајни средби во хотели во Солун и во Букурешт, али со знаење на полициското и државното водство на Македонија и на Грција. Сега на тие средби, колку што му имам со Грилакис или со екип? Представник на грчките служби е Грилакис. А од нашата служба сега не е битно. Значи Грилакис се уште тогаш во функција на грчка, значи не е на Константин Мицотакис, премиерот. Да. Тогаш он е предводник на тој грчки тим на разузнавачи. Пак Букурешт, пак Букурешт и Солун, тие се отварени. Пак Романија. Многу интересна држава таа Романија. Треба да запамтат гледачите Романија и романските служби. Тајни локации во хотели во Букурешт и во Солун, како што кажа во периодот јануари јуни се остварени 93 година 3 средби. Од грчка страна, значи експонент е Грилакис. Од наша страна, сега да не спомнувам имање што кажавте, јали со знаење, како што кажав, на државното водство и на Македонија и на Грција. Сега на тие средби Грилакис ја нуди варијантата Македонија и кажува дека стратешки приоритет на Грција во тоа време, прв приоритет е прашањето со Република Македонија. Сите други прашања за Грција, кипарското прашање, економските проблеми се во втор план. И во таа носка Грилакис им пренесува нашите разузнавачи дека да се признае Република Македонија, но да го смени името со Славо Македонија. Сега во таков случај Грилакис кажува дека доколку не се смени името, Македонија ќе трпи штетни последици, бидејќи ќе падне владата на Мицотакис, ќе дојде пасок и ќе бидат воведени санкции према Македонија и ќе дојде до дестабилизација на Македонија. Сега, а за возврат пак, доколку Македонија го смени името, Грилакис нуди, им кажува дека Македонија ќе добие економска помош, ќе се забрза приемот во Европската унија, али што е побитно сега, исто третата така порака што ја или корис што ја нуди за Македонија, кажува дека ќе достави список од грчките служби со квалитетни податоци и информации што соседите планираат спрема Македонија и кои македонски носители на јавни личности се на контакт со службите од соседните земји. И во тоа го нуди. Го нуди и сега што нуди многу интересен момент, им дава податоци дека во Македонија се спрема Илирида од страна на албанските од паравојни албански формации. Тоа е многу интересен момент. Значи Грилакис ја дава информација. Така, им дава квалитетни сознанија и податоци на нашите на тие представници, разузнавачи на нашите служби во, како што кажам, во тие хотели во Солун и во Букурешт. И тогаш тоа не го прави Грција од некои алтруистички причини, дека премногу ја сака Македонија, но тогаш Грилакис јавно посочува дека интерес на Грција, Република Македонија, кога веќе не влезе во таа мини федерација со Црна Гора и со Србија, да ја има за сосед Република Македонија, бидејќи за нив е поголема опасност да дојде до создавање на голема Албанија или голема Бугарија. Значи од тие причини он ја дава таа информација и како што е познато во тоа време, да ги потсетам да кажеме помладите, 1993 година македонските служби или како држава реализиравме една успешна акција со расветлување и откривање на тој случај со тие паравојни албански формации, тоа имаше и судска завршница. Значи Грилакис се дава прва информацијата. И тоа време евидентна е помош на грчките служби во разоткривањето на тие паравојни формации во Македонија, кои што знаете завршија не само на оперативно ниво, него имаше и судска. Сижино. Значи со некои луѓе со кои сум разговарал, велат дека Грилакис во периодот кога е бегалец, значи тука настапува како представник на Мицотакис, но сега периодот кога е бегалец и кога доаѓа во Македонија, на македонските служби им дава многу добри оперативни податоци за грчката логистика во Јужна Албанија, за тоа што ќе се случува во Јужна Албанија, ги предвидува, значи на македонските служби им ги предвидува настаните што ќе се случат во Јужна Албанија, значи паѓањето на оние пирамидални штедилници така натаму, паѓањето од власт на Бериша така натаму, дека првично пак тие информации ги дава Грилакис на македонските служби. И само да ги разграничиме, значи кога зборуваме за тие средби во Букурешт и во Солун, значи он настапува со знаење на Мицотакис. А нашиот разузнавач од Македонија со знаење на Киро Глигоров. Значи се официјални во наводници. Значи тоа се средби на представници на грчката служба и македонската или со знаење на Мицотакис и на државните врвови. Тоа значи периодот на јануари јуни. Сега
на тие средби пророчки ќе погоди дека ако дојде пасок за Македонија ќе настанат штетни последици со ембаргото. И навистина во октомври месец 93 пак е владата на Мицотакис, бидејќи и доаѓа пасок. И одма во февруари 94 го имавме ембаргото. И сега што се случи? Тоа го знаел, бидејќи во тоа време се случувале исти работи што ги имаме сега. Во Македонија Нова демократија, кога била на власт, ја прислушкувала пасок. Значи прислушкувала. Така, затоа знае. Да, знае се. Сега кога доаѓа пасок, он е подложен на кривичен прогон и бега во Македонија. Затоа бега, бидејќи прислушкува. Така, и е подложен на кривичен прогон. Се менува власта, во октомври паѓа владата на Мицотакис, доаѓа пасок и овој како официјален советник во позаднина, значи на Мицотакис за балкански прашања и од ја разумнувач, значи бил клучен во таа алка за прислушкување на опозицијата и како што кажа, значи он тоа што го кажа на тие средби со нашите разумнувачи и се оствари после тоа. Ома Грција пасок воведе блокада, економска блокада према Македонија. Имаше Грилакис добра линија тука, добра мрежа направена во Македонија? Па од тие причини сега тогаш во тоа време кога он дојде во Македонија, значи беше прифатен од нашата служба, од нашите раководители како да кажеме пријателска личност, бидејќи како што кажав даде квалитетни податоци од страна на грчката служба за паравојската. Емануел Малелис негов играч беше на Грилакис? Па видите, овој Мануел Малелис е веќе уште во поранешна Југославија. Тој е познат грчки шпион кој што работел шпионски активности уште за време на поранешна Југославија како член во грчкиот конзулат во Скопје. И сега во контекст на овие актуелни случувања Грилакис вели он го има, зашто имав ја интервју со Грилакис некаде 2006 година пред паѓањето на СДСМ, доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН, ги потврдува тоа интервју. Ќе видиме дали ќе пуштиме снимки во емисијата. Ако имаме време можеме да пуштиме, кај што потврдува оваа теза за слава Македонија дека се разговарало и дека тој тоа го нудел и потврдува дека Емануел Малелис е негов човек, он го има вработено кога бил шеф на грчките служби. Тој Мануел Малелис е интересен човек, тој е еден од тие македонски јаничари што ги викаме, тој е со македонско потекло. Али знаете јаничари, те се поголеми. Да, од оние македонски егиски села е таму. Така, поголеми католици од папата, како да кажеме. Тоа е интересно, значи тој долги години се врши разузнавачки активности, дури држеше на линија и високи македонски функционери на врска. Високи, мислите највисоки? Па може да кажеме највисоки, да кажеме. Сега едно време беше активно вклучен во ОКТА продажбата. Па така, држи на врска банки кој беше поранешната влада на ВМРО. И сега е многу интересно во контекст на актуелни случувања, тука малку делове збунувачки за јавноста, бидејќи од една страна сега најверојатно за овие сите актуелни случувања што случуваат, барем моје така мислење стои и грчката разузнавачка служба, а од друга страна овој Малелис како експонент, сега што го кажуваме, како познат грчки шпион, или што го спомнав, пак власта го користи во местенката на Любе Бошковски. Сега тоа малку може не е грчката служба. Малку може и треба по на север да погледате. Или по на запад. Па не зборам се во контекст на овие актуелни. Може по на север треба да погледате. Па еве ќе видиме сега. Притоа не мислам на Белград, Ќе има завршница, дали за месец, дали за два, ќе има и судска завршница, ќе излезе на виделената странска служба сега што или северо-исток или северо-запад може треба малце да се види. Па ќе видиме, има замешано прст, али во секој случај која да е сега Македонија треба да покаже еден капацитет на држава и веднаш ќе кажеме да изврши протерување на тој амбасадор на таа советна држава доколку дојде. Али ќе има во секој случај ќе се расвети сигурно наслон дека ќе излезе на виделина која е таа странска служба, бидејќи и добро, овој Грилакис не ги достави на Македонија кои се тие имиња на наши високи тогашни функционери кои биле на линија на овие странски служби. Имало таков список, само јас не би сакал да спекулирам, бидејќи не сум го видел. Имало значи таков список. Имало, така, али се било тоа во функција, значи да дојде до договор меѓу Македонија и Грција, да се смени името Слава Македонија, а за возврат значи Грција, како кажа тие да ги даде тие три користи: економска помош, забрзување член во Европска унија и овие информации за стратегиите на соседните земји спрема Македонија, наши така носители на јавни функции кои што се на врска со тие странски служби. И што најбитно што го кажав ова, значи тоа е таа евидентна, значи да кажеме помош што е дадена во врска со паравојската. Дали и како службите на Република Македонија учествувале во разнебитување на македонскиот политички дел, посебно во делот на албанскиот кампус, дали учествувале во растурање на ПДП и каква била улогата на тајните служби во тие процеси, условно речено, на демократизација на албанскиот политички кампус. Тој мандат, значи 92 до 98 година, кога ПДП е дел од власта, силен партнер во власта, имате две ситуации, кај што службите
може би работеле против ПДП и за двете ситуации има произнесување од тогашниот министар за внатрешни работи Фрчковски и од луѓето кои биле шефови на македонските служби, тоа едното дека всушност службите работеле на одредено разневитување на ПДП и правење од мокната, крупна, силна ПДП многу послаба партија, и второто е оној случај со паравојската. Да, во двете ситуации се инволвирани. Длабоко сум убеден, додуше за втората ситуација јавно беа произнесени одредени структури на МВР дека работеле На разнебитување на ПДП. Да, односно на поттикнување на поделба внатре во ПДП и потоа создавање на фракции, па и поделба и создавање на повеќе субјекти од единствената и моćна доминантна ПДП. Не се сомневам дека и во така наречената паравојска афера за паравојска биле непосредно инволвирани службите. Тоа ни го има соопштено во неформални разговори луѓе од министер па надале. Добро, Трено, дали е тогаш возможно врз база на тие индикации, сознание за случај паравојска, за можно формирање или рида, да има одлука на државниот врв, да се лезе во процес, ајде да речеме, на слабење на партијата ПДП. Ја и ви имавме некој интервју пред 7-8 години, па тоа интервју после беше вртено. Да, злоупотребено беше. И злоупотребено и по YouTube, вртено и по Facebook и каде не. Немаше кампања во изминатите 5-6 години, кај што не се вадеа снимки од тоа нашо интервју. Имаше ли стратегија? Дел од структурите на полицијата кажува дека имало таква стратегија, ајде да речеме најблагоречено за слабење на ПДП. Мислам, тие активности започна кога беше прогласена или рида, и тогаш имаше активности, стратешка, речеме, цел беше да и во албанскиот, збораме сега, комплекс етникум, да има плурализам. И тога започна тие процеси, тој процес на поделба на ПДП, мислам дека меѓу другите, веројатно и политичката елита, но и службата за државна безбедност на еден или друг начин се меша. Беше вклучена. Да, беше вмешана. Активен чинител, што би се рекло, според тогашните веројатно речни. се подржат тие процеси на поделба и сигурно слабење на ПДП, но како што имаше во македонскиот блок повеќе партии на власт опозиција, тоа не стасуваше кај албанскиот блок и мислам дека генерално гледано тука немаше лоша идеја. Значи службите всушност интервенира да демократизираат политичката сцена. Па така дојде, така излезе дека сепак тоа била една позитивна активност, бидејќи се покажа дека тоа е добро и во и помеѓу албанците да има повеќе партии и тие да се борат на политичката сцена со своји програми, а не да биде единствена агенда одцепување или поделба на Македонија и така да. Мислам дека многу се променија работите сега за да можеме да зборуваме за тие работи во контекст на актуелните случувања. Пред војната 2001 година се случи таа голема афера, големото умо која вади Бранко Царенковски. Неколку месеци пред таа афера со големото умо е всушност целата таа операција за правење на ново парламентарно мнозинство во кој учествува Бранко Царенковски, учествува Васил Тупурковски, неколку помали партии кои излегуваат од чинелот на ВМРО ДПМН, предводени од Боро Стојменов или од Бори Стојменов, и целата работа е горе доле готова, меѓутоа Лјупчо Ѓорѓевски како тогашен премиер на македонската влада со помош на тајните служби и со помош на тоа прислушкување кој го врши кај сите овие чинители на тој процес на правење на ново парламентарно мнозинство, успева да ја спречи или во корен да ја сосечи таа акција, меѓутоа што за тоа вели всушност еден од луѓето кои учествува во тој процес. 2000 година е она голема операција за правење ново парламентарно мнозинство во рамки на Република Македонија, СДСМ во еден сериозен налет, ВМРО во едно сериозно опаѓање. Таа 2000 година СДСМ победи во сите поголеми градови во Македонија, Скопје, со Ристо Пенов, Битола, Прилеп, Куманово и така натаму, а Лјупчо Ѓорѓевски пред тие избори даде ветување дека ќе има предвремени парламентарни избори ако на советничките листи СДСМ победи со повеќе од 10% гласови разлика во однос на ВМРО ДПМН. Тоа и се случи, но Лјупчо не го исполни своето ветување.
Тогаш Васил Топурковски, Бранко Царенковски и некои помали политички партии влагат во процес на правење ново парламентарно мнозинство. И јас, знаете или се сеќавате на оние изјава на Барам Амди кој потврди дека озвучен отишол на тие разговори и му дал гол со Во хотел Александар Палас. Гол со пета на Бранко Царенковски. Значи службите се вклучени. Значи тој Љупчо Ѓорѓиевски, Љубе Бошковски, а подосни доста Димовска, нели, кој беше санкциониран и си поднесе оставка, беа вклучени во тој процес на масовно прислушкување кој подосна, нели, резултира со аферата Голема туба. Па да, тие настани повеќе или помалку нели се познати. Познато е дека на претседателските избори, ако беа да кажеме по согласно прописите и согласно стандардите, ќе победеше Тито Петковски во тоа време. Факт е дека тој беа полните кутиите. Беа полните и сега јас бидејќи знам некои работи од искуство во тоа време, бидејќи додов и во еден судир со Љубе Бошковски како тогашен министер, бидејќи тогаш бев уште активен припадник во МВР, не ја Љубе беше тогаш замени шеф на ДБК, ако не се лажам. Па после замени шеф на ДБК, па државен секретар, па министер. И кога беа изборите 99-та, значи јас не прифатив од наша страна да го водам тој тим, да кажеме, за фалсификување на тие избори, од таа страна беше Тачи и се сеќавам тоа можеби звучи малку и како анегдота, кога првиот круг кога заврши на претседателски избори, Борис Трајковски сакаше да излезе да му честита на Тито Петковски после првиот избор, но го фати Тачи така, го застана така со народски зборови, кај одиш уште не се завршени изборите. Има втор круг во таа смисла и вториот круг од 190 околу 199 околу 200 гласови албански, 197.000 ги доби Борис Трајковски, Тито Петковски имаше само 2.500. Значи тоа беше 99,9%. Или што би рекол Мендух Тачи кланица. Па така, значи тоа беа класични наместени избори, значи и околу тоа тие игри што се правеа точно околу парламентарното мнозинство, значи тоа беше осуетено да кажеме во тоа време со помош на службите. Од владачката партија и со помош на службите, со помош на подкуп. Во тоа време имаше претенденци кои што дебело се офајдија, добија и по 100 по 200.000 евра марки во тоа време добија, значи кажеме да не ја сменат страната, па сите тие шетања што ги правеа ги крие по хотели, по дојден по мислам по Крушево имаше тие претенденци. Моли како не се лажам и имаше. Така да тие игри во тоа време и даде некој резултат во тоа време, значи не се направи тоа. Се остана Љупчо Ѓорѓиевски на власт. Подоцна доаѓа војната 2001 година. Значи 2 или 2 месеци после таа афера која отвара СДСМ, големото уво и после она неправење на ново парламентарно мнозинство се случува војната во Република Македонија. Војната е интересна работа, значи вклучени ли се служби во целата таа работа? Требало многу време, значи да разгледам, али се збор да кажам дека Македонија излезе посрамена и понижена од таа војна, не како резултат на бранителите дека не може да се справат со тие почетни припадници на УЧК во тоа време, него како резултат на политички сценарии и тие политички предавства. Кои служби според вас беа вклучени? Тоа беше државниот врв повеќе во тоа време. Да кажеме државниот врв и клучната опозицијска партија. Вие гледате во тоа време Љупчо Ѓорѓиевски и Бранко Црвенковски одеа кај Леотари и Пердио, само секој дојшao еден со друг. Меѓу себе. Не седна двајцата да кажат било што било, дај сега ќе ја браниме државата, па после кога ќе одбраниме по избори пак ќе одиме, ќе се вреќаме, ќе го лажеме народот, ќе витуваме ова она вака политики. Беа активни на теренот странските служби на пример, американската, британската. Видите во периодот од јануари некаде до април месец 2001 година Македонија имаше одврзани раце да се справи. Значи одврзани раце со албанските терористи. Пресврт настана кога странците го измислија Рачиново во јуни месец. Тогаш веќе го измислија Рачиново и за на поинаков начин се реши војната, Македонија да седне на преговарачка маса и од тогаш веќе познато е што се случуваше понака. Во тие 3-4 месеци Македонија имаше одврзани раце, але како резултат на тие внатрешни предавства и политички сценарија, одсуство тоа домашно политичко единство кој што е клучната брана против секаква закана, дали внатрешна или надворешна, не го имавме во тоа време и за жал поминавме како што поминавме. И за крај, војната 2001 година и каква е улогата на тајните служби, дали македонски, дали регионални, дали светски, во целиот тој процес. 2001 година е можеби многу слична ситуацијата на тоа што денес во Македонија се случува. Не велам слична по формата, туку по содржината, по една експлозивност, по една опасност. Па ајде да речеме по можност да се прелее или да се излее целата ситуација надвор, да излезе надвор од контрола. Вие сте вклучен во тие преговори со тогашната структура на УЧК која е во Косово,
тога се уште не е призната, во еден дел на меѓународната заедница се уште се нарекуваат терористи, нема бланко подршка кој што добиваат неколку месеци подоцна. Како функционираат тие странски служби? Веројатно тие странски служби сака да направат некој понтонски мост, ајде да речеме да ги пасифизираат овие структури на УЧК, да ги внесат во политичкиот живот. Тогаш ПДП учествува и во тие рамковни договори, во преговорите. Вие ги правите првите контакти, бидејќи ДПА всушност не сака, нели, вели дека со нив не се разговара. Вие како дел од најтесното раководство на ПДП ги правите тие контакти првични со Ахмети, со структурата на Ахмети. Како функционираат? Барат ли странски служби од вас да бидете тој понтонски мост? Прво да ви кажам дека актуелната состојба и е слична и е многу различна. Слична е во контекст на тоа дека тензична е атмосферата, политичката клима е во една кризна состојба, но мотивите, причините кои доведуваат до ваква ситуација се сосема различни од 2001 година. Во однос на тоа како службите се поставени и како може да се воспостават релациите со носителите на политичките функции, јас морам да ви кажам дека ние тогаш делувавме многу транспарентно и не бевме учесници во некои тајни канали кои бара некој линк со политиката. Тогаш одевте преку ОПСЕ. Сега ОПСЕ не е така некоја... Да, сега ќе ви кажам, значи добротворна организација ОПСЕ, структура преку која американците добро, меѓутоа функционираат. представник на ОПСЕ во тоа време, односно специјален представник на ОПСЕ, тоаш беше амбасадорот Фровик, кој беше назначен да ја менаџира тогашната криза, зашто постојан амбасадор на ОПСЕ беше друго лице. За Фровик се знае дека стар цијаш. Јас не зборам за бекграундот негов, но тој беше дојден со мандат на една организирана меѓународна политичка структура како што е ОПСЕ и нашите контакти беа на политичко ниво. Се разбира... Човекот од британска амбасада, кој подоцна завршува на далечниот исток, исто е представник на британските служби и со него имате комуницирано колку што информации. Да, имаме комуницирано, но јас зборам дека тие представува во тоа време организирани политички структури. Еден беше, значи, представник на ОПСЕ, а и амбасадите што ги исполнувате вие, вклучувајќи и господинот тајник, амбасадорот на САД и така натаму. Значи, ние делувавме на политичко ниво. И се разбира, од тие политички релации ги координиравме во рамките на нашите можности и контактите со тогашната УЧК, односно нивниот лидершип и во Призрен и подоцна во Македонија. Значи, пред војната имаше нели на афера Големо уво, која изведе Бранко Царенковски, после што и доста Димовска си поднесе нели оставка, неколку луѓе во врвот на МВР исто така си поднесе оставка, на крајот беа аболирани од страна на покојниот председател Борис Трајковски и сега имаме голема афера со прислушкување. Може ли да има една таква политичка ескалација според вас? Па мислам дека сега ситуацијата е многу подраматична од времето на така наречената афера Големо уво. Подраматични размери прво има процесот на прислушување, без оглед сега кој се е инволвиран, дали странски или внатрешни служби, но како материјал за кој се разговара, тој е многу обемен, со еден сериозен опфат на учесници во тој процес и мислам дека не може да се затвори со еден таков инструмент како што беше тоаш превземен од страна на тогашниот председател према господјата Димовска. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Изворска во нова еко-амбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов, почитани гледачи. Вие вечерва можете да проследите нашата емисија на тема како функционираат тајните служби. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов.